Добре дојдовте на новото видео со вежби од ниво B1 на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Во ова видео ќе вежбаме за финалзетце или завршни реченици во германскиот јазик. Овие реченици знаете дека се слични во граматиката со формирањето на инструменталните реченици. Пред да започнеме, ќе ве замолиме да ни кликнете subscribe на каналот, како и да не следите на Instagram и Facebook како Германски јазик онлайн. Денешните вежби ќе ни бидат поврзани со истоименото предавање за завршни реченици во германскиот јазик, кое ни се наоѓа во плейлистата за B1 ниво предавањата. Завршните реченици, ако сте го гледале предавањето, ќе знаете дека се делат на два типови и тоа die Nebenfinalsätze или зависни завршни реченици и die Infinitiv-Finalsätze или инфинитив завршни реченици. Во денешното видео ќе извежбаме и ќе дадеме примери за двата типови. За почеток првиот дел die Nebenfinalsätze, зависни завршни реченици. Овде знаете дека го користиме сврзникот damit. Er lernt fleißig, damit er die Prüfung besteht. Тој учи вредно за да го положи испитот. Втора реченица, wir gehen früh ins Bett, damit wir morgen ausgeschlafen sind. Ние одиме рано во кревет за утре наспани да бидеме. Sie spart Geld, damit sie sich ein Auto kaufen kann. Таа заштедува пари за да може да си купи автомобил. Sie schreibt alles auf, damit sie nichts vergisst. Таа запишува се за да не заборави ништо. Sie bringt die Kinder zur Schule, damit sie pünktlich sind. Таа ги носи децата на училиште за тие да бидат точни. Er bringt den Müll raus, damit es nicht stinkt. Тој го изнесува ѓубрето надвор за да не смрди. Sie spricht leise, damit das Baby nicht aufwacht. Таа зборува тивко за бебето да не се разбуди. Er zieht eine Jacke an, damit ihm nicht kalt wird. Тој облекува една јакна за да не му биде студено. Er fährt langsam, damit er sicher ankommt. Тој вози бавно за да пристигне безбедно. Sie schaltet das Licht aus, damit es dunkel ist. Таа го исклучува светлото за да биде темно. Du solltest die Heizung anstellen, damit es warm wird. Ти треба греењето да го направиш за да се загрее. Вториот дел односно имаме на овој дел мала варијација и ќе прочитаме некои примери. Тоа се Nebenfinalsätze mit Inversion, зависни завршни реченици со инверзија. Овде ги користиме класичните правила на инверзија во реченицата, но да знаете дека станува збор за зависна реченица. Damit er eine gute Entscheidung trifft, informiert er sich. За тој да донесе добра одлука се информира. Damit er besser wird, übt er jeden Tag. За тој да се подобри, вежба секој ден. Damit er nicht einschläft, stellt er den Wecker. За да не се успие, тој го мести будилникот. Damit er befördert wird, arbeitet er hart. За тој да се унапреди, работи тој напорно.
И уште еден пример. Damit alle Platz haben, stellt sie den Tisch. За сите да имаат место ја поставува таа масата. Сега продолжуваме со вториот дел за ова видео, тоа се die Infinitiv Finalsätze или инфинитив завршни реченици. Овде граматиката ни е малку поразлична, имаме инфинитив mit zu реченици. Lernt fleißig, die Prüfung zu bestehen. Тој учи вредно за испитот да го положи. Sie spart Geld, sich ein Haus zu kaufen. Таа штеди пари за да си купи куќа. Погрешка сме пишале автомобил. Sie kauft frisches Obst, gesund zu bleiben. Таа купува свежо овошје за здрава да остане. Овде забележувате ли дека имаме инфинитив реченици mit zu и сврзникот во реченицата ни е и zu. Одиме понатаму со нови примери. Wir schreiben einen Plan, organisiert zu sein. Ние пишуваме еден план за организирани да бидеме. Nimmt den Bus, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Тој го зема автобусот за точен на работа да дојде. Sie macht eine Liste, den Einkauf nicht zu vergessen. Таа прави еден список за да не го заборави шопингот. Уште еден пример. Trinkt viel Wasser, hydratisiert zu bleiben. Тој пие многу вода за хидриран да остане. Sie übt täglich Klavier, besser zu spielen. Таа вежба секојдневно клавир за подобро да свири. Bastian macht Überstunden, mehr Geld zu verdienen. Бастијан работи прекувремено или прави прекувремени часа за повеќе пари да заработи. Elias liest Fachbücher, sein Wissen zu erweitern. Елијас чита стручни книги за неговото знаење да го прошири. И во овај тип на реченици имаме некои варијации. Ке прочитаме примери за инфинитив Finalsätze mit trennbare Verb. Инфинитив завршни реченици во случај кога користиме и деллив глагол во реченицата. Овде сврзникот и zu ни стои на различна позиција од обично. Zu стои меѓу делливиот глагол, односно делливиот дел и основата на делливиот глагол. Например, sie besucht Seminare, sich beruflich weiterzubilden. Таа посетува семинари за професионално да се надогради. Trainiert hart, an einem Marathon teilzunehmen. Тој тренира напорно за да учествува на еден маратон. Трет пример. Geht ins Fitnessstudio, Muskeln aufzubauen. Тој оди во фитнес студио за мускули да изгради. Софија медитиrat, Stress abzubauen. Софија медитира за стресот да го скрати. Уште една варијација во случајот кога имаме инфинитив Finalsätze е случајовете кога користиме модални глаголи во реченицата или користиме два или повеќе глаголи.
Er trainiert regelmäßig, im Wettkampf mithalten zu können. Той тренира редовно, за да може да издржи на надпреварот. Er bleibt länger im Büro, das Projekt abschließen zu dürfen. Той останува подолго во канцеларијата за проектот да смее да го заврши. Sie schreibt alles auf, nichts vergessen zu müssen. Таа запишува се за ништо да не мора да заборави. Забележувате ли дека модалниот глагол ни стои секогаш на крај на реченицата и е во инфинитив? Er studiert Jura, Anwalt werden zu möchten. Тој студира право за да сака адвокат да стане. Оваа реченица не ни е точна. Er studiert Jura, Anwalt zu werden. Тој студира право за адвокат да стане. Ова е случај бидејќи, како што кажавме, глаголот möchten е еден од модалните глаголи кои не се користат во овие случаеви. Уште еден пример: Sie spart Zeit, effizienter arbeiten zu sollen. Таа заштедува време за да треба поефикасно да работи. И овај случај не е точен на формирање на реченица. Правилно би требала да биде Sie spart Zeit, effizienter zu arbeiten. Таа заштедува време за поефикасно да работи. Глаголот sollen исто така не може да се користи во инфинитив финалзетце кои користат два или повеќе глаголи. Значи само некои од модалните можат да се користат во овие случаеви. Подетално за тоа правило ќе го гледате во видеото за финалзетце со предавањата. Имаме инфинитив финалзетце imperfect, инфинитив завршни реченици во минато говорно време. Ова ни е трета варијација. Да прочитаме некои примери. Ich habe viele Bücher gelesen, meine Deutsch verbessert zu haben. Јас имам многу книги читано за мојот германски да го имам подобрено. Ich habe regelmäßig Sport getrieben, fit geblieben zu sein. Јас се имам редовно занимавано со спорт за да останам фит. Sie hat einen Sprachkurs besucht, fließend Deutsch gesprochen zu haben. Таа имала јазичен курс посетувано за течно германски да зборува. Sie vergessen nichts, eine Liste geschrieben zu haben. Вие ништо не заборавате за листа да имавте напишано. Во овај случај, глаголите sein и haben ни стојат на крај на реченицата пред zu. За крај за ова видео ќе направиме вежба во која ќе биде потребно вие да формирате реченици. Имаме две реченици. Er wird befördert, тој се унапредува, и er arbeitet hard, тој работи напорно. Потребно е од овие две реченици да формирате една небен финалзац. Дали сте готови? Со наша помош, damit er befördert wird, arbeitet er hard. За тој да се унапреди, работи тој напорно. Во оваа реченица користиме инверзија. И уште една вежба, во која ќе треба да формирате инфинитив финалзац imperfect. Wir renovieren das Haus, ние реновираме куќата, плюс das Haus hat verkauft, куќата се имаше продавано. Wir haben das Haus renoviert, es verkauft zu haben. Ние ја имавме реновирано куќата за да се продаде. Тоа беше се за денес.
Ako vi se dopadne videото, kliknete like. За неколку денови објавуваме ново видео и продолжуваме со вежбите.